Деновиве во Велес полека заживува празничниот дух. Од локалната самоуправа ја поставија празничната илуминација на неколку локации во градот. Беа преземени активности за украсување на пред се парковите површини. Особено внимание посветивме овде позади нас во Младинскиот парк, како и на парковата површина пред основното училиште Васил Главинов, но исто така и новоформираниот парк на местото на поранашниот офицерски дом, но и паркот на пријателството во близина на ликовниот салон. Исто така, главната улица Благој Ѓорев е украсена од зградата на поштата па се до населбата Тунел. На оваа локација имаме поставено нови новогодишни украси. Ќе бидат поставени и старите украси кои се наоѓаат на јаворите во централното градско подрачје, кружниот тек и се разбира новогодишните елки кои се наоѓаат на кружниот тек позади трговскиот центар Сакотрейд, на местото наречено Авона и останатите локации. Новогодишно ќе бидат украсени символите на градот, како што се градскиот саат и мостот Гемиџи. Општината годинава одлучи за престојните новогодишни и божични празници да превземе активности за организирање на новогодишна сцена и посебни продолжни локации кои ќе бидат поставени за време на празниците. Па оваа година одлучивме за едно поинакво одбележување на новогодишните и божичните празници. Во тој правец заедно со украсувањето и новогодишната отворена сцена која планираме да ја реализираме од 25 декември до 7 јануар православниот Божик, се надеваме и очекуваме дека ќе го разбудиме новогодишното расположение кај Велешани, празничната атмосфера и сета онаа магија која што очекуваме нашите сограѓани да ја почувствуваат во своите домови. Има ли интерес, ја спомнавте новогодишната сцена, но и новогодишните штандови кои ќе бидат поставени на неколку локации во градот? Има ли интерес од Велешани? Па да, од денес 15 декември започна поставувањето на штандовите на кои ќе се продаваат производи за новогодишните празници. Интересот е голем, ние сме задоволни како локална самоуправа, очекуваме и граѓаните да бидат задоволни од овој потек и истите штандови да бидат посетени. Инаку, и за оваа година, локалната самоуправа одлучија да нема организиран дочек на новата година, поради што се организира и отворената новогодишна сцена, каде ќе можат да настапат млади уметници од градот.